Дневник 3 на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Да ги проследиме настаните кои што го одбележа овој ден. Граѓаните на Кочани вечерва масовно излегоа да дадат поддршка за избори на 5 јуни и прекин на кризата. Општина Кочани воспостави официјална стопанска соработка со кинеската општина Вуши, која се наоѓа во најразвиениот дел на Кина со над 6 милиони жители. Промовиран нов проект за земјоделците наречен Агробизнис зона Македонија. Нова интегрирана зона ќе се гради во Централна Македонија. Агробизнис зона Македонија е проектот кој денес лидерот на владеачката партија Никола Груевски го промовираше. Истиот има за цел да ги сплоти складишните центри, трговци и компании и останатите представници на синџирот за набавка на свежи и преработени земјоделски производи. Агробизнис зона Македонија е насловен новиот проект промовиран од лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, наменет за земјоделците. Станува збор за интегрирана зона во која на едно место ќе бидат застапени сконцентрирани складишни центри, трговци и компании, како и други представници на синџирот за набавка на свежи и преработени земјоделски производи. Агробизнис зоната ќе овозможи собирање на свежото земјоделско производство и негова дистрибуција кон крајните потрошувачи во и надвор од државата. Главните бизнис активности што ќе се нудат во зоната ќе бидат калибрирање, пласирање, пакување и разладување, определување цена на берза, утовар и дистрибуција и купопродажба. Македонија ќе добие интегриран систем за пласман на земјоделското производство, што ќе го намали бројот на учесници во синџирот на набавки. А со самото тоа ќе овозможи и поволна цена за земјоделските производители, но и механизам за воспоставување на фер цена и амортизација на ценовните шокови во период на пазарни вишоци. Од суштинска важност е што на едно место ќе се соберат производителите и откупувачите во поголем број, а со тоа се зголемува и потенцијалот за достигнување на конкурентни пазарни цени. Можноста за договарање и рушење на цените се сведува на минимум, бидејќи конкуренцијата ќе биде многу голема и концентрирана на едно место. А тоа е исклучително важно за производителите и она што представува сериозен предизвик со децении наназад. Ќе биде воспоставен оператор, односно аукцијска куќа, како централен елемент на агробизнис зоната Македонија. Аукцијската куќа ќе биде во мнозинско државна собственост и ќе се занимава со прием на земјоделски производи. Прво, прием на земјоделските производи. По завршувањето со дневната берба, производителите, собственото или организирано преку задруги колективно производство ќе го доставуваат до аукцијата. Второ, калибрирање, класирање, пакување и ладење. Откако ќе пристигнат производите во центарот, во рок од 2 часа по прием се врши нивно калибрирање, класирање и пакување, пошто стоката се складира и развладува во текот на ноќта на температура од 4 степени или онолку колку што е потребно, со цел да се продолжи траењето на производот. Трето, определување на цена. Во рамките на центарот, продажбата ќе се врши по примерот на функционирањето на агроберзите во Холандија. Значи, главен пример за нашата агроберза ќе биде примерот на ваквите агроцентри во Холандија. Со саат и негативна лицитација. Цената почнува од највисоката, па се спушта, зависно од квалитетот, понудената количина, бројот на купувачи и побаруваната количина. Ќе почнува со работа во раните утрински часови, каде ќе се определува цената на производите. На овој начин, производителите ќе добиваат фер цена за својот производ, бидејќи истата ќе се дефинира на едно место, зависно од квалитетот на производот.
регулирана од побарувачката и од понудата на пазарот. Аукцијската куќа ќе нуди зеленчук и овошје во различни денови и ќе се врши продажба на различни производи, односно ќе има денови за продажба на овошје и денови за продажба на зеленчук. А производителите ќе можат да го носат истото на аукција еден ден пред продажба, кога контролите за квалитет ќе ги испитуваат и оценуваат производите и ќе ги означуваат според производител. Повидот и определувањето на класата на производот веднаш ќе биде складиран во ладилник. Производите ќе се продаваат во продажната соба со часовникот. Овој часовник дава различни информации повремено за квалитетот, цената, количеството, а секој купувач ќе има електронски систем со кој ќе биде приклучен и преку кој учествува во системот на купување, бележејќи ја количината и увидот на производот што го купува, објасни Груевски и додаде дека ќе може да се купува и на лице место, но и преку интернет. Овој комплексен проект предвидено е да се стави во функција во 2018 година. Зоната ќе биде во Централна Македонија, а во моментов се предлага да биде лоцирана во Неготино. Голем број на членови и приврзаници на граѓанското движење за одбрана на Македонија вечерва во Кочани со мирен протест низ централното градско подрачје ја изразија поддршката за изборниот процес кој ќе се случи на 5 јуни. Од ГДОМ истакнуваат дека мирните протести низ државата продолжуваат да се организираат за укинување на аболицијата на сите вклучени во аферата Пуч. Да проследим изјавата на политичкиот аналитичар и дел од граѓанското движење за одбрана на Македонија Александар Пандов, кој вечерва беше во Кочани. Целта е многу јасна. Има повеќе причини. Главната причина е аболицијата, иницијалната каписла, како тргна до тоа да повторно се собира ГДОМ, а тоа е аболицијата на двајцата докажани виновници за оваа политичка криза во која што е сега Македонија, а тоа се Зоран Заев и Зоран Верушевски, тоа е број 1. Број 2, да испратиме јасна порака до и македонската и меѓународната јавност, дека македонскиот народ му е јасна политичката криза, свесен е кој има предизвикано таа политичка криза и уште најважното, а тоа е дека единствен излез од оваа политичка криза е избори на 5 јуни. Од тука, затоа што гледаме дека кај Зоран Заев и кај СДСМ постои расположение да не излегуваат на избори, ние сакаме јасна порака да испратиме и до него, конечно, да види дека македонскиот народ му е дојдено преку глава и дека сака оваа политичка криза да ја расчисти со избори на 5 јуни. Така, вие споменавте дека е прочистен избирачкиот список, дека има услови за избори на 5 јуни, така ли? За волја на вистина, да, во говорот кажав, сега не. Тоа е, предпоставувам, и цела македонска јавност ја знае одлуката на Државната изборна комисија, а тоа е дека оној фамозен избирачки список кој што имаше 500.000 фантоми, па имаше 200.000 фантоми, па не знам колку илјади фантоми, излезе дека нема фантоми, дека македонецот си е жив, дека тоа се луѓе кои што имаат своја лична карта или пасош легитимно и дека едноставно сето тоа било само изговори од страна на СДСМ, со силна подршка од Соросовите платеници и медиуми за правење на алиби како да не излезат на избори. Зошто тоа го прават, предпоставам и тоа е јасно веќе на секого. Тоа се оние рейтинзи кои што ги имаат на 2, на 3 пати помали од партијата, а веќе за лидерите да не зборуваме. Мислам дека Груевски има 5 или 6 пати повисок рейтинг од оној што го има Зоран Заев. Делегацијата од општина Кочани, предводена од градоначалникот Радко Димитровски, беше во посета на Народна република Кина на покана од градоначалникот на општинска народна влада на Вишу Ван Куан. При тоа со оваа општина беше договорена стопанска соработка. По покана од градоначалникот на општинската народна влада на Вуши Ван Куан, делегација од општина Кочани составена од градоначалникот Радко Димитровски, председателот на Советот на општина Кочани Јордан Димитров и раководителот на оделението за ИКТ и ГИС Зоран Христов ја посети Народна република Кина. Целта на посетата беше да се воспостави интензивна стопанска и аграрна соработка меѓу Кочани и Вуши, заради што на официјален прием кај градоначалникот на Вуши Ван Куан свечено
заедно беше потпишан меморандумот за соработка на двете општини. Вуши е општина што се наоѓа во најразвиениот дел на Кина, на 100 километри од Шангај, со 6,3 милиони жители. Во рамките на посетата, делегацијата од Кочани оствари работна средба со Комисијата за земјоделство на општина Вуши, на која беа презентирани капацитетите во земјоделството на двете општини, со особен акцент на одгледувањето и производството на оризовата култура. При тоа се разгледаа можностите за соработка на ниво на институции, со цел да се развијат хибриди за квалитетно оризово семе, кое што би одговарало на подневието во Вуши. Делегацијата од Кочани го посети Институтот за унапредување на производството на жито и ориз во Вуши, каде што се запозна со технологијата на напредно мониторање и контрола на параметрите и на амбиенталните услови за одгледување жито и ориз. Нашата општина ја искористи можноста на свој штанд да ги представи Кочани и Република Македонија на меѓународниот саем за земјоделски и други стоки Вуши 2016. Во рамките на економските состаноци, делегацијата имаше состанок со Јао Јанхуа, председател на Народниот конгрес на општина Вуши, и со членовите на делегацијата од Вуши, на која беше разговарано за можностите за стопанска соработка помеѓу двете општини. На одделни средби со високи представници на компании кои што соработуваат со конзорциумот Амфенол, се разгледувани можностите и начините за пренесување на дел од нивното производство во Кочани. Нашата општина ги презентираше можностите и начините на продажба на градежно земјиште, сопственост на Република Македонија, со кое што располага локалната самоуправа. Исто така беа представени капацитетите на општината и можностите за инвестирање во неа. Се очекува делегација од Вуши да ја посети општина Кочани во август оваа година. Во рамките на караванот посветен на проектите Купи куќа за млади и Купи куќа купи стан во бизнис инкубаторот во Берово, ќе се одржи презентација на проектот на владата на Република Македонија со почеток во 17 часот. Настанот е до отворен карактер и на него сите заинтересирани граѓани ќе може да се информираат за проектите од представници од Министерството за финансии, представници од банките, представници од Агенцијата за катастар на недвижности, како и да ја проследат презентацијата на понудата на државни плацеви во општина Бирово и општина Пехчево. Во насока на подобрување на животниот стандард на граѓаните, владата со овие два проекта сака да им помогне на граѓаните кои за прв пат го решаваат стамбеното прашање. Отчет за тригодишното работење на градоначалникот на општина Карбинци Зоран Минов, реализирани голем број на инфраструктурни проекти во патната мрежа, со кои во голема мера се подобрија условите за живот во општината. На крајот од третата година од мандатот, градоначалникот на општина Карбинци Зоран Минов ги презентираше реализираните проекти. Изграден е локален пат село Радање, село Оджалје. Пристапен пат за археолошки туристички павилјон Баргала. Регионален пат Штип Планина Плачковица. Делница село Старка Ромна, село Таринци во должина од 3 км. Покрај веќе реализираната патна инфраструктура, со гордо сакам да ги споменам почетокот на изградбата на локален пат село Долни Балван, село Долно Тројгерци. Во должина од 4 км, локален пат село Радање, врска со регионален пат Штип Планина Плачковица кај археолошки локалитет Баргала во должина од 2 км. Регионален пат село Арголица, село Борилчево. Новите улици во населените места Таринци и проширување на влезот во селото Карбинци, Арголица, Долни Балван. Приоритет во неговата агенда имаа суштествените потреби на граѓаните, како што се изградба на водоснабдителни и канализациони системи, кои создаваат услови за почиста и поздрава животна средина. За таа цел е завршен проектот водовод за населено место Нов Караорма. Нов водоснабдителен бунар и доводен потисен цевковод е изграден во минатиот период. Изградба на систем за одводнување на отпадни води беше проект која нашата општина почна да го работи со голем оптимизам. Така во тек е изградба на прочистителна станица за третман на отпадни води во селото Карбинци. Со чија што имплементација бенефитот граѓаните ќе го почувствуваат набрзо. Покрај ова, мобилна народна кујна, дистрибуција на храна до социјално загрозените корисници, поттикнување на спортскиот дух кај младите, чистење на речните корита и канали, се само дел од досега реализираните проекти во општина Карбинци, за кои се потрошени средства од над 3,5 милиони евра.
Општина Штип со повик до граѓаните и правните лица за доставување предлози за изготвување на урбанистички планови. Во рок од 1 месец ќе може да се поднесуваат предлози за измена и дополнување на истите. Општина Штип ги повикува граѓаните и правните лица на територијата на општината да учествуваат на јавниот повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови. Повикот кој го патува градоначалникот на Штип како дел од оваа иницијатива се спроведува веќе втора година поред. Јавниот повик трае 30 дена, значи веќе од утре до 20 мај и сите заинтересирани физички и правни лица треба да достават иницијативи за изработка на урбанистички планови од член 7 од Законот за простор и урбанистичко планирање. Предмет на иницијативата може да биде донесување на нов урбанистички план или изменување и дополнување на просторни урбанистички планови или урбанистичка планска документација со конкретен предлог од подносителот на самата иницијатива. Таа треба да биде доставена во писмена форма преку архивата на секторот за урбанизам и заштита на животната средина на општина Штип или пак во електронска форма. Прифатените иницијативи од јавниот повик ќе бидат вградени во програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општината за 2016 година, а средствата за прифатените иницијативи за изготвување на потребната документација треба да се обезбеди од страна на подносителите на иницијативите, правните или физичките лица. Во однос на минатата година, за 30% ќе бидат зголемени површините со тутун во плачковичките села. Ова е резултат на добрата откупна цена и на субвенциите од државата. Годинава во однос на ланската година за 30% ќе бидат зголемени површините со тутун во плачковичките села, што се должи на добрата цена која беше постигната со последната откупна кампања. Освен од цената, тутунарите се задоволни од субвенциите. Па едно 15 декар сигурно. Исплаќали? Како не се исплаќа? Задоволни ли сте? Задоволни сме од се и од цена во се. Што сакат другите? Субвенции дават, мушами дават, препарати дават. И што сакаме ние? Овај година 3 декар туѓе сада. Така, дали сте задоволни? Задоволен сме. Пола не беше задоволен. Овај година сум задоволен, што 120, 105. Од прилика од 5 до 10 декара. Тутунарите се сеќаваат како било порано кога засадувале тутун. Едно време го работеме тутуно за 20 динара. Сега е по едно време. Па со текот на годините на времето се движе и цените се движат. Ѓуброто го збираме, најскапаното, дожд го врне, ветер го ма, 50-60 динара и 60 динара субвенци, 120 динара. Што сакаме ние порано тоа? Не е голем трошок. Што е голем трошок? Едноорање, 2 орања, фрлање ѓубре, тренјање и брздење, садење. Сега има и машини, има и се посадува. Расадувањето на тутунот ќе започне во текот на наредниот месец во мај. Тутунарите се должни да се пријават во подрачната единица на Министерството за земјоделство и да ги имаат потребните регистарски картони. Познатото малешевско сирење се уште се произведува на традиционален начин од вредните беровски домакинки. Семејството Геренски од Берово годишно на пазарот во Македонија пласираат над 150 кг квалитетно овчо сирење. Најубавото, светски познатото беровско сирење поминува низ вредните раце на беровските домакинки. Јонка Геренска и незиното семејство од своето стадо од 150 грла овци годишно добиваат околу 8 до 10 тони млеко, од кое произведуваат од 120 до 150 килограми сирење. Познато беровско сирење кое завршува на трапезите ширум државата. Производители сме на бело овчо сирење. Целото млеко го преработуваме, не го продаваме во млеко, правиме сирење. Сирењето е доста барано и се троши во Куманово, Скопје, Битола, оди исто така во Струмица поголем дел. Рецептот и марифетот за убаво сирење Јонка го наследила од своите родители и од родителите на својот сопруг, а таа самата сирење прави веќе 20 години, но интерес кај младите за продолжување на производството засега не гледа. Цекињата и сите треви што се растутуваат во јуни, крајот на мај и јуни, и тогаш е најквалитетно сирењето. Нема интересот по младите. Не, и со нас нема да продолжи производството на сирење, затоа што во Малешевијата бројот на овците секојдневно се намалуваат. Не се оставаат млади јагниња,
Најважното за добро сирење е хигиената и одржувањето на температурата и при производството и при чувањето на сирењето. Пред се хигиената и самото производство зависи од самиот производител. Сирењето се произведува во одредени услови, температурите се најбитни, некаде подсирувањето на млекото од 30 до 32 степена и потоа просторијата во која се чува сирењето треба температурата да изнесува некаде од 15 до 18 степени. Помошта од државата за субвенционирање по грло редовно ја добиваат и им е повеќе од добре дојдена, особено кога годината и не е толку погодна за да се произведе потребната количина на сирење. Бројот на жртвите во катастрофалниот земјотрес што викендов го погоди Еквадор достигна 400 лица, а над 200 луѓе се водат како исчезнати, соопштија синоќа властите во Кито. Спасувачките екипи извлекоа 5 мина преживеани од подурнатините во провинцијата Манаби, речиси 2 дена по земјотресот. Расчистувањето на урнатините продолжува. Во потресот се повредени повеќе од 2000 лица. Најмалку 20 лица загинаа во самоубиствен напад извршен денеска во центарот на Кабул. Самоубиствениот напад бил извршен со автомобил бомба во близина на седиштето на Националната управа за безбедност, Министерството за одбрана и амбасадата на САД. Председателската палата е на неколку стотина метри од местото на експлозијата. Најмалку 15 вработени од Националната управа за безбедност се меѓу убиените. Доделени полицеровите награди кои се највисокото одликување во американското новинарство. Оваа година тие беа доделени по 100 пат. Церемонијата на прогласување на наградите се одржа во Универзитетот Колумбија. Нью Йорк Таймс освои Пулицер за најдобра меѓународна репортажа посветена на тешката положба на жените во Авганистан. Associated Press ја доби Пулицеровата награда за новинарство во служба на заедницата за истражување на злоупотребата на работната сила во индустријата за морска храна на Тајланд. Вашингтон Пост беше одликуван за национална репортажа за создавање на националната база на податоци за тоа колку често и зошто полицијата на САД стрела и убива. Агенцијата Reuters и New York Times победија во категорија за фотографија за известување на актуелен настан за фотографии за мигрантската криза во Европа и на Блискиот Исток. Студенти од Универзитетот Гоце Делчев ќе учествуваат на универзитетските спортски игри во Антверпен, Белгија. На овие игри ќе учествуваат повеќе од 50 универзитети од над 30 европски држави. Целта на универзитетот е промоција на спортските и на културните активности и поддршка на она кое што всушност значи не само студирање, туку и целокупниот универзитетски живот кој што може да му се случи на еден студент во текот на 4 години. Целта на овие спортски игри е да се промовира спортот како начин преку кој ќе се стимулира меѓусебната комуникација, соработка, пријателство како и меѓусебно дружење. Универзитетските екипи интензивно се подготвуваат за присуството на овој настан, бидејќи ова представува едно учество кое што од големо значење и за универзитетот, меѓутоа и за спортскиот центар, секако и за нашите студенти. Значи станува збор за универзитетски игри кои што се организирани од страна на Универзитетот во Антверпен, поддржано од нивната спортска универзитетска асоциација. Меѓутоа уште позначено е дека тие се поддржани од Меѓународниот олимписки комитет. Уште еден значаен момент е тоа што покрај редовните награди кои што треба да се доделуваат за најдобри екипи, секоја екипите која што е победничка ќе го добие Енрико Пранди трофејот. А тоа е единствен трофеј кој што се добива за етика и за ферплей во рамките на универзитетскиот спорт. Студентите на УГД веќе активно се подготвуваат за овие спортски игри, а ќе се надпреваруваат во одбојка во женска конкуренција, додека во машка конкуренција ќе се надпреваруваат во футсал. За нас представува една огромна можност да и потврдиме нашите квалитети, кои што и претходно ги покажавме на претходниот настан во Истанбул, Турција. Од наша страна, јас како играч можам да кажам дека само максимално ќе бидеме посветени на секој надпревар, дека ќе го дадеме максимумот, да го представиме нашиот универзитет во најдобро светло и се надам дека ќе се вратиме со уште поголем резултат од претходниот. Очекувањата од сега од универзијадата
ни се големи, бидејќи тренираме заедно, тренираме секојдневно, се спремаме. Мислам дека екипата е за разлика од порано, сега сме малце и поспремни, па се надевам дека ќе очекувам поголем резултат од претходно. Поддршка за овие студентски спортски игри студентите имаат и од ректорската управа и од Универзитетскиот спортски центар. Женскиот ракометен клуб Делчево го задари првото место во Вардар Јуниор лигат. Во последниот надпревар беше совладана екипата на ракометниот клуб Кузман, додека во последното коло од младинската лига делчевчанки беа поразени од женскиот ракометен клуб Вардар. Значи, нашиот ракометен клуб Делчево во саботата учествуваше во Вардар Јуниор лигата, беше совладана екипата на РК Кузман, со што го заверивме првото место во Вардар лигата. Исто така се одржи и последното коло од редовната младинска женска лига, каде гостувавме на екипата на ЖРК Вардар. Имавме лошо прво полувреме и одлично второ полувреме. Надпреварот заврши 31-21. Можам да кажам дека нашите девојки не го покажаа максимумот што можеше да го постигнат. Имавме тешко патување, надпреварот се играше во раните часови, значи во 11 часот. Се надевам дека овој надпревар ќе им донесе повеќе искуство и во наредниот период во плејаутот ќе можеме да се покажеме во подобро светло. Тренерот на екипата Горан Велков се радува од фактот што поголемиот дел од ракометарките наредната сезона ќе играат за ракометниот клуб Делчево. Тука не застануваме, сите ракометарки ќе бидат остануваат во Делчево и се надеваме на подобар резултат во наредната надпреварска година. Инаку викендот кој следува се игра и за останатиот надпревар во машката кадетска ракометна лига, надпревар во кој ракометниот клуб Делчево се среќава со ракометниот клуб Илинден од Скопје. Екипата на фудбалскиот клуб Каменица Саса задоволна од постигнатите резултати досега во пролетната сезона во рамките на третата фудбалска лига Исток. Значи последните 4 утакмици без пораз, 3 со победи и 1 нерешено. Може да се каже дека сме доста задоволни, затоа што еве денес со оваа победа заокружуваме серија со 4 победи во ред, така да се го враќаме клубот онаму каде што му е местото, бидејќи претходната сезона резултатите беа незадоволителни. Со продолжување на редовните тренинзи од клубот очекуваат поголем успех и со надеж за влез во втората лига. Па основна цел во оваа сезона ни е да обстанеме во третата фудбалска лига, а за до година секако се спремаме со помош од општината, од Рудникот, да формираме подобар тим. Градежните работи за изградба на куќата на спортот се во полн ек и со нејзино ставање во функција се овозможуваат подобри услови за работа. Секој ден ќе се подобрат. Оваа собликувална ја чекаме многу одавна, така да сметаме со нејзина изградба дека ќе влијае и врз играта на играчите. Феноменалниот резултат од 8-0 постигнат на последниот дуел со фудбалскиот клуб Карбинци. Посекуваните желби на Каменица Саса полека стануваат реалност. И по сите предвидени содржини ми преостанува уште да ви посакам добра ноќ.